Добар ден на сите. Денес сме тука во општина Гази Баба да видиме како се одвива работата со реконструкцијата на локалните патишта, за кои се издвоени средства директно од Министерството за транспорт и врски, а не од општината како што е ред. Но кога се имаат на ум реалните потреби на граѓаните, се делува не само на државно ниво, туку и на локално ниво, таму кај што е најпотребно. Ние нашите планови и ветувања ги исполнуваме. Исто како со платите и пензиите, така и со инвестициите, исто и со рехабилитацијата и изградбата на патишта во земјава. Во мандатот на СДСМ од 2017 година до денес рехабилитирани се и изградени патишта во должина од преку 1500 километри, а во овој момент се работи на повеќе автопатски делници и тоа се градат нови 168 километри автопат и се рехабилитираат околу 40 километри. До сега комплетно изградивме и пуштивме во употреба два нови експресни патни правци во должина од 68,5 километри, кои што се инвестиција вредна 110 милиони евра, а во моментов се градат и два нови експресни патишта, кои што се во должина од 50 километри. А кога сме кај локалните патишта, се градат преку 250 километри локални патишта низ општините, и тоа преку проектот на Министерството за транспорт и врски вреден 70 милиони евра. До сега комплетно е завршена реконструкцијата на 180 локални патишта и улици, со вкупна должина од 173 километри во над 65 општини. Македонија и Скопје заслужуваат да имаат квалитетни, модерни, ефикасни патишта по европски стандарди. И затоа и во мојот претходен мандат како премиер, а и во наредниот во мај по изборите, инфраструктурата и капиталните инвестиции ќе бидат еден од главните приоритети. Навистина ми е многу жал кога ќе видам како изгледа денес Скопје, откако е во рацете на опозицијата, и колку градот и како целина, и вака посебно по општините, предводени од опозицијата, едноставно не ги исполнуваат ниту барањата, ниту очекувањата на граѓаните. Затоа вакви зафати кои се иницијатива на министерот, кој што е тука до мене, се и текако потребни и добредојдени за граѓаните во општина Гази Баба. Јас знам дека оно што СДСМ го направи во однос на изградбата и рехабилитацијата на патиштата може да биде и подобро. Апсолутно сметам дека сите критики и на оваа тема се исто така добредојдени. Затоа што знам дека тие критики ќе се само поттик за понатаму, затоа што нема откажување. Нашата борба, нашата мисија продолжува и понатаму. Европските стандарди мора да се применливи во секоја област, особено кога зборуваме за патиштата. Луѓето мора да се поврзани и мора да имаат брза комуникација со сите околу себе. И сето тоа мора да биде по најсовремени стандарди. Не може инфраструктурни проекти како порано да се само на хартија. Јас тоа не сум го дозволил, ниту пак ќе го дозволам. Затоа како и досега модернизацијата на патната инфраструктура ќе се движи со динамично темпо. Ликот на Македонија се менува чекор по чекор. И тоа почнува токму со вакви и слични проекти од локални средини и со граѓаните директно. СДСМ покажа дека со правилни политики се исполнуваат стратешките цели и дека нема недостижна цел ако напорно се работи. Затоа ја поставивме визијата за Европска Македонија и одиме до крај. Нема откажување од иднината. Ние во СДСМ никогаш нема да се откажеме од тој пат, затоа што тоа е вистинскиот пат кој заедно со граѓаните ќе го изодиме. Сакам на крајот да честитам на изведувачите на навистина напорната работа. Сакам да им посакам успех во довршувањето на овој проект, меѓутоа и на други проекти на кои што работат во рамки на овој голем проект на Министерството за транспорт и врски. Верувам дека сите граѓани во овој дел на Скопје, во општина Гази Баба, се среќни што добиваат навистина модерна современа инфраструктура која што опфаќа и канализација, која што опфаќа нов модерен асфалт, тротоари, и навистина на овој начин може да заживуваат сите општини во државата. Ви благодарам и посакувам уште еднаш успех.